Поздрав пак до сите, еве сме веќе на 9-тиот туторијал поред и исто и во овој туторијал како во претходниот ќе зборуваме уште малку за while и после тоа за do while. Значи да се потсетиме за што стануваше збор во претходниот туторијал. Значи имавме задача да ги спечатиме броевите од 0 до 1 и тоа го правевме со while циклус. Значи while синтаксата му е таква, се пишува зборчето while, се отвора заграда, се става некој услов и додека тој услов е исполнет, ќе се извршува кодот што е внатре во while циклусот. Кога веќе условот нема да биде исполнет, кодот ќе испадне од циклусот и ќе продолжи да се извршува се тоа што следува понатаму, или во овој случај ќе се испечати ова што е крај на програмата. Ајде да избришеме што е се и да пробаме со нов пример. Значи ќе пробаме да ја направиме таа програма што јас ја викам папагал. Значи со while циклус ќе внесуваме нешто од тастатурата додека не внесеме некој клучен збор и исто што го внесеме цело време ќе ни се печата на екранот повторно. Значи внесуваме асада, ни се испечатува одма после тоа што сме внели асада, повторно ќе внесеме нешто додека не внесеме некој клучен збор, речеме клучниот збор ќе ни биде крај, кога ќе внесеме крај, веќе кодот нема да се изврши, што во while нема да влегува веќе и програмата ќе заврши. Значи за тоа ќе ни треба една променлива string, која што ќе читаме од тастатура, ќе читаме влез од тастатура. Добро, ќе ставиме има вредност празен string, иако иницијално си има празен string, но ајде чисто за кога гледаме тука да гледаме што се случува. И велиме while, значи while, отвараме загради, додека кој услов не исполнет, додека влез од тастатура ни е различно од што рековме, крај е тоа. Наводникот. Значи додека овој услов, значи влез е вредноста на влез од тастатура е различно од крај, ќе се случува се што е во овој while. А тоа што сакаме да се случува е console.writeLine. Внесете нешто. За крај внесете крај. Ставиме две точки, празно место. И сега велиме влез од тастатура е еднакво на console.readLine, добро. И веднаш после тоа console.writeLine. За да го разликуваме тоа што сме го внели, ќе ставиме да има нешто напишано, да речеме ќе има тараба, празно место плюс влез од тастатура. Добро. И на крајта ќе испечатиме console.writeLine крај на програмот. Добро. Значи уште еднаш да повториме што направивме. Значи имаме една променлива од вид string, која што прима текст. Иницијално ставаме вредност на празен string. Имаме while циклус, значи кој проверува дали влез од тастатура е различно од крај. Иницијално влез од тастатура рековме има вредност празен string, тоа е различно од крај. Добро, влегува тука, ќе ни се испечати на екранот внесете нешто, за крај внесете крај, добро. Потоа програмот ќе ни побара да внесеме од тастатура вредност за променливата влез од тастатура, внесуваме нешто. И веднаш после тоа ни се печати тараба, празно место, тараба хаштаг како вика, јас сум old school и си го знам како тараба. И како што реков, ни се печати тараба, празно место, влез од тастатура, значи тоа што сме го внеле. И додека цело време ќе ни се повторува ова, се додека не внесеме крај. Кога ќе внесеме крај, значи сме овдека, внесуваме крај, ни се печати тараба, празно место крај, доаѓа овде, влез е дали е различно од крај, не е, туку е еднакво и ќе ни се испечати крај на програмот. Ајде да го видиме практично. Ова е наредниот пример. И вели, внесете нешто за крај, внесете крај. Внесуваме нешто.
или нещо. И ни се пещи тарава нещо. Днеседе нещо е нещо друго. И дай. Нещо друго. Айде да отнесеме край. Край, ето. Край. Тарава край. Край на програмата и това е това. Айде сега да пробваме нещо по-инакво. Рековме дека освен while има и do while циклуси. Значи, ќе правиме програм. Значи, каде што ќе имаме за днес корисничко име и лозинка. Корисничко име и лозинка и додека корисничко име е различно од админ и лозинка е различно од 1, 2, 3, 4, 5, 6, пари цело време да се внесат лозинка и корисничко име и лозинка. Кога ќе бидат внесени точните, значи корисничкото име да е админ, а лозинка да е 1, 3, 4, 5, 6, прикажи порака, добре дојдовте, кори и ќе оставиме вака и корисничкото име, име. Сега да видиме како тоа практично ги го направиме. Значи, рековме ни треба променлива за корисничко име. Корисничкото име ни е string, корисничко име, бидејќи ни текст, да ставим празен string, и string, лозинка, и таа ќе даде празен string, добро, и сега пратете ме внимателно. Имаме do, па сам ја да не погрешам, do, convol, сега ќе го направим маца да изгледа fancy, write line, ќе наредим еден куп цртички, тапа, ќе го копираме ова, да ставим уште една штука, да изгледа шменци, и викаме console.writeLine, внесете го вашето корисничко име. Требаш нешто пократко да пишем, добро. И подлог имаме корисничко име е еднакво console.readLine. Значи тука читаме од тастатурата. Ајде одме после тоа и за лозинка. Ајде ќе го куцам. Сакам да ископирам console.writeLine. Внесете ја вашата лозинка. Две точки празно место. Лозинка е еднакво console.readLine. Добро, до тука тоа е тоа. И сега кажуваме кога да ни се повторува ова, што е do. Значи има do while, рековме се вика циклусот. While. Значи повторувајќи ова што е тука, се додека. Да не сгрешам. След малку корисничко име е различно од админ рековме. Или мислам ќе лозинка е различно од 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи викате сега, што е ова тука, што е тука. Значи, истото ова, значи што е, може да го правиме и со if условите исто така и да значи редиме повеќе услови. Ова значи тоа или тоа, значи кога еден од двата услови ќе е точен, ќе влезе овдека. Значи, ако корисничко име е различно од лозинка, ако корисничко име е различно од админ, или ако лозинка е различна од 1, 2, 3, 4, 5, 6, ќе се извршува се ова. Значи, или е точно, значи малку од логика, кога имаме два услови, ако барем едниот е точен, значи целата изјава е точна.
Исто така имаме и AND оператор, кога сакаме да проверим дали двата се точни. Значи, во тој случај, да речеме Swift го пишеме, сакаме да се случи нешто. Ако корисничко име е еднакво, да речеме, на админ и логинка е еднаква на 1, 2, 3, 4, 5, 6, значи овој услов ќе е точен. Значи не едно, туку ни требаат две. Ова ни е и, ова ни е два пайпа, ни е или. Значи запамтите го тоа, но и за овие работи ќе зборуваме малку подоцна. Пробувам, значи да не ви искомплицирам и накажам многу работи одеднаш и да ви се забавни се во главата. Мада и овоа мислам дека за дел од вас ќе изгледа малку комплицирано за тие што сте почетници во програмирање. Значи уште еднаш да повториме што направивме. Значи имаме две променливи, корисничко име и лозинка, празен стринг и велиме прави го сето ово што е тука, додека овој услов е исполнет. Условот е корисничко име да е различно од админ или лозинка да е различна од 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи, додека внесуваме вредност за корисничко име кое е различно од админ или лозинка што е различна од 1, 2, 3, 4, 5, 6, значи да пишеме админ да го погодиме, ама ова второто да го погрешиме, значи едното ќе е точно. Ова ќе е точно и да видиме. Малку се збунив и јас со тоа објаснувањето. А може да имам и јас нешто погрешено, сега ќе видиме. Вместо го корисничкото име, да речеме нешто gg, пасворд, hh, повторна бара, ајде да речеме, уште еднаш, gg, hh, добро, работи, ајде да речеме админ и лозинка, hh, добро, ајде да речеме, не админ, gg, со лозинка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добро, така работи. Ајде да ги погодиме и двете админ. Добро, вместо ја лозинката 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тадам! А и рековме, што заборавивме да печатиме порака на крајта. Тоа го заборавивме. Значи тоа ќе го пишеме овде. console.writeline. Добре, дојдовте. И рековме сакаме и корисничкото име плюс корисничко име. А уште еднаш целиот пример да го пројдеме, но мислам веќе се раздолжи превише туторијалот. Внесете го вашето корисничко име, да речеме hh, gg, добро, работи админ, пасворд gg, добро, се уште ни бара админ, добро, внесете лозинка 1, 3, 4, 5, 6 и пишува добре дојдовте админ, добре дојдовте, добро, го нема погрешен. И дечки, мислам за овој туторијал тоа е тоа, веќе сум превладнет и преморен. Привршуваме со овој туторијал, па си гледаме во наредниот. Поздрав!